Почитувани слушатели, денес ќе зборуваме на тема гревот и прекрасниот откуп. Апостол Петар во своето послание вели: знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христос како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето поради вас, кој преку него поверувавте во Бог кој го воскресна од мртвите и му даде слава, така што вашата вера и вашата надежда бидат во Бог. Има две нешта што човекот не би сакал да ги чуе за себе. Прво, дека е грешен, грешник. И второ, дека самиот не може да си помогне. Библијата тврди дека човекот е потполно грешен и како таков заслужува казна, смрт и вечна смрт. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме самите себе си и вистината не е во нас, пишува апостол Јован. И затоа што човекот е грешен, тој не е во можност самиот на себе си да си помогне, да се ослободи од гревот. Некој рекол: човекот што се дави не може самиот да се фати за косата и да се извлече од водата. За овие две нешта читаме во Прво Петрово послание 1 глава. Како што реков: знајте дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христос како невино и чисто јагне, кој беше определен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето поради вас. Грев и беззаконие. Современиот човек зборчето грев го има исфрлено од својот речник. Не затоа што човекот станал премногу современ, туку затоа што му смета и го вознемирува кога се изговара. Обично се зборува за општествени девијантни појави, криминални дела, проблемот на новиот милениум и луѓе на кои им треба лекарски третман. Но во никој случај не се грешници и не им е потребно откуп и спасение. Но Библијата не го премолчува овој збор и го нагласува не само во своето полно значење, туку ги истакнува и фаталните последици од самиот грев. Гревот е основен проблем на секоја личност, на секое семејство, во општествата. Сите што страдат во овој свет, тоа е последица на гревот што сакаме да го исфрлиме од употреба. Но што е тоа грев? Библијата дава одговор и вели: гревот е кршење на законот. Апостол Јован вели: секој што прави грев прави беззаконие, зашто гревот е беззаконие. Тоа го читаме во прво послание на Јован, 3 глава, 4 стих. Се прашуваме, чиј закон е прекршен? Одговорот гласи: Божиот закон. Кога Бог го создаде светот, тој го поставил и законот како универзално добро на сите созданија, на сите луѓе, така што сите луѓе да имаат можност да се владеат според него. Овој закон не е напишан или запишан само на камени плочи, туку е запишан во секое човечко срце и во секоја човечка совест. Апостол Павле вака се изразил: тие, односно сите луѓе, покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Тоа е запишано во Римјаните 2 глава 15 стих. Кога човекот ќе го прекрши овој надворешен закон, напишан на плочи, греши против Бог, а исто и кога ќе го прекрши внатре во својата совест. И тој не само што е грешен пред Бог, туку и заслужува казна за тоа.
Во суштина човекот е бунтовник. Гревот е бунт. Законот што Бог го даде и по кој треба луѓето да се владеат, не е некое произволно дело, туку тоа е Божја волја за добро на човекот. Како што не можат да се менуваат физичките или законите на математиката, па некој да каже дека 2 по 2 се 5, така не може ниту омразата да биде љубов, ниту љубовта да биде омраза. Зошто? Затоа што Божиот морален закон е израз на неговото битие. Тој самиот е љубов и законот што Бог го даде е даден од љубов кон човекот, бидејќи човекот е создаден според Божиот лик. Кога човекот греши, тој не само што го прекршува законот, туку истовремено го навредува Бог и е во бунт против него. Во тоа е суштината на гревот. Кога, например, еврејскиот цар Давид го прекрши законот, со тоа што изврши нечесно дело, неверство и убиство, тој не им нанесе штета само на своите ближни, туку и на својот создател Бог. Затоа рече, само тебе ти сгрешив. Секој грев што се прави во мисли или на дело е грев против Бог и неговиот свет закон. Гревот, кога човекот го прави, тоа е празен живот. Човек што живее во грев, живее празен живот. Рековме две нешта. Прво, гревот е кршење на законот и второ, гревот е против Бог. Но од друга страна, кога човекот греши против Бог и своите ближни, тогаш тоа е и против своите интереси и против својот живот. Живот исполнет со грев води кон празнина и суета, а живот со Бог и послушност води кон среќа и успех. Затоа што сите сме создадени според Божиот лик, имаме способности да ги исполнуваме моралните закони со негова помош, преку Светиот Дух. Секој што греши, ја промашува целта, не ја постигнува целта. Секое такво промашување, втурнување во бездната на празниот живот. Кога гревот се чини дека е привлечен, тоа е само една добра амбалажа, а внатре е смртоносниот отров. Како се пренесува гревот? Сите луѓе се наследници на гревот, уште од самото раѓање, преку родителите. Псалмистот вели: во грев ме зачна мојата мајка. Некои луѓе не веруваат дека човекот е грешен од утробата на мајката. Меѓутоа, Библијата токму тоа го изразува, го искажува дека човекот е грешник. Децата ги гледат животите на своите родители и се учат на грев уште од самиот почеток. Тоа е визуелен пренос на гревот преку надворешни влијанија. А исто така, гревот е втиснат во самите гени и се пренесува од генерација на генерација. Комбинацијата на внатрешното, несовршенството и несовршенство уште од раѓањето и надворешното влијание водат кон грев, а гревот извршен кон смрт. Библијата вели: сите сгрешија и не ја заслужуваат Божјата слава. Римјаните, 3 глава, 21 стих. Видовме, човекот е бунтовник, човекот е грешник, но гревот води во тотално робство. Всушност, гревот е робство. Кога зборуваме за слобода од гревот, тогаш мислиме на Божјот откуп преку Исус Христос. За да се опише Божјата благодат, апостол Петар го отсликува тогашното робовласничко општество. Во слика на ослободување на робовите со паричен откуп. Во тоа време робовите ги откупувале за пари. И денес има робови и господари, само што е сменета формата и начинот на работата. Исус рече: кој врши грев, роб му е на гревот. Тоа е запишено во Јован 8 глава 34 стих. Тоа е повеќе од сигурно дека човекот не може сам да се ослободи. Му треба помошник,
некој што е посилен од него. Велат, волкот ги менува влакната, но својата природа никако. Таков е и човекот, тој може да ја менува својата надворешност, но својата зла природа, својата грешност му останува трајно обележие. Дури најправедниот човек не е праведен пред Бог, бидејќи гревот е внатрешно кршење на законот, а со тоа и навреда против Бог. И најмалата зла мисла не прави да сме виновни пред Бога. Човекот е мртов во своите гревови и како таков е во бедна и мизерна состојба. Кој е начинот или Божиот план за спасение на таквиот човек, кој е грешник, отпаднат од Бог и му треба помош? Бог има план. За големиот проблем на гревот Бог се погрижи уште пред да биде создаден светот. Тој одлучи во вечноста да го жртвува својот единороден син и со тоа да направи вечен откуп на сите луѓе што ќе веруваат во него. Христовата смрт е однапред испланирана и одредена како основен темел за вечниот откуп. Бог го најде решението за гревот и тоа решение не може да биде заменето со нешто друго. Оригиналниот и сигурен откуп е во жртвата на Исус Христос. Бог со таа жртва ја докажа неговата вечна љубов, љубов кон човекот. Исус Христос е историски поврзан со човештвото, бидејќи живееше на земјата и го носеше човечкиот облик. Неговото доаѓање на земјата преку процес на раѓање е израз на Божјата вечна љубов кон човекот. Во првото доаѓање Христос се жртвува за да го откупи гревот, а во второто доаѓање, кога ќе се појави од небото во слава и сила, ќе дојде без да се занимава со грев, за да го направи целосното откупување на неговата црква. Со неговото доаѓање Бог го соедини небото и земјата и ја откри неговата совршена љубов, така што веќе не сме туѓинци и сами на овој свет, туку сме небесни жители и Божји деца преку вера. Божјата љубов може секој да ја доживее, доколку поверува во откупната жртва на Исус Христос на Голгота. Што не откупува? Средство за откуп. Библијата вели, не сме откупени со злато, со сребро, туку со скапоцената Христова крв. Христовата крв е цената за вистинската слобода од гревот. Крвта е скапоцена, бидејќи е богочовечка. Бог беше во Христос и го измери светот со себе. Неговата крв не е распадлива, туку има вечна откупна сила за секој што се родил, што сега живее и што ќе се роди. Христовата крв не се лееше лично за него, туку за сите нас, за сите луѓе на земјата. И затоа апостол Јован вели, и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Мојот и твојот грев е голем. Величината на гревот се огледува во Христовото дело на крстот. Не постои мал и голем грев, зашто сите гревови се големи во Божите очи. Не може мисловниот грев да го третираме за помал грев од оној кој е извршен на дело. Делото на гревот е само израз на мисловниот грев. Исто како чаша што се преполнува и се излива. Затоа што премногу сме грешни и неспособни сами да се ослободиме од гревот, затоа дојде Исус Христос да ја пролее својата крв и да ја покаже големината на гревот. Ако имаше барем еден човек што би можел да се реши со сопствени сили од своите гревови, тогаш жртвата на Исус ќе беше невалидна, затоа што тој еден човек ќе беше еднаков на совршениот Бог. Но бидејќи никој не може самиот да си помогне, самиот на себе, не може да го реши проблемот со гревот, затоа Господ Исус Христос се даде како жртва помирница за нашите гревови. И на тој начин, преку неговата жртва и опростување,
ние имаме нов темел. Спасението не е само откуп на човекот, туку и нов темел, вера која действува со љубов и нова цел. Надеж во животот. Да се верува во Христовото дело бара целосна доверба, без нималку сомнеш во Божјото сведоштво за Неговиот Син. Луѓето се надеваат на своите сили, способности и работа, но кога ќе ги снајде болест, веднаш очајуваат и се гледаат себе си колку се слаби и немокни. Се надеваат на финанси, а инфлацијата ги подјадува. Се надеваат на убавината, а староста ја изгризува. Се ова е несигурно и без сигурни темели. Само Бог е доволно доверлив и сигурен, за да ни овозможи да стоиме на цврсти темели. Христос воскресна од мртвите и ни ја потврди Неговата откупна сила. Тој создава нови творби и од небитноста прави битност, од тоа што не е прави нешто. Гревот е тежок и суров, но Христос го зема и го откупува. Човекот се раѓа повторно преку Светиот Дух и ја очекува блажената надеж на идниот свет, што Бог ќе му ја даде со заслугата на Божиот Син Исус Христос. Нему слава во сите векови. Амин.